50 нови наслови од капиталната едиција Светско книжевно богатство на Министерството за култура беа промовирани вечерва, со што бројот на дела се заокружува на 103 книги од предвидените 316 изданија. Оваа едиција која ги поврзува и ги обединува на едно место светските книжевни вредности кои низ децениите наназад ги освоија најпрестижните книжевни награди. Дела кои досега во најголем дел не беа преведени на македонски јазик и не и беа достапни на нашата читателска јавност. Уверена сум дека барем мојата генерација ја памети онаа потрага по добра литература, со која се соочувавме со години, користејќи ја секоја можност надвор од државата да купиме по некое вредно издание. Денеска слободно можеме да кажеме дека оваа потрага е завршена, бидејќи благодарение на заложбите на владата на Република Македонија, македонската културна и научна јавност и особено младите генерации може да уживаат во безброј нови наслови, значајни, стожерни, книжевни дела, кои што влегуваат во корпусот на општата светска книжевност. Ке потсетам дека во изминатиот период реализиравме огромен број на капитални проекти од областа на издавачката дејност. Поддржавме низа изданија, дела на приватните издавачки куќи кои што обстојуваат во нашата држава. Откупивме голем број на публикации и други значајни книги кои го збогатија фондот на нашите библиотеки, на нашите национални институции, а го воведовме и конкурсот за странски издавачи, преку кој го афирмиравме македонското творештво на големите светски саеми и во другите културни целини. Сите овие мерки ја акцентираа Република Македонија како земја лидер во регионот, во поддршката и реализацијата на значајни проекти од оваа културна сфера, на што денеска треба да бидеме посебно горди. Новите наслови се исклучително вредни изданија. 5 дела се закитани со Букеровата награда, 9 со Пулицеровата, 13 се книги на автори добитници на наградата Гонкур, 5 на признанието Стрега, 6 лауреати на Руската Букерова награда, 4 добитници на Сервантес наградата, 7 на признанието Ханс Кристијан Андерсон. Промоторот на најновите изданија, академик Митко Маџунков, истакна дека едицијата Светско книжевно богатство, исто како и звездите на светската книжевност, го представуваат најдоброто во светската книжевност, ја запознаваат јавноста со книжевните стандарди во современата светска книжевност и истовремено се насочени кон афирмација на македонскиот книжевен јазик. Едицијата Светско книжевно богатство спрема книжевната вредност не може да се мери со едицијата звезди на светската книжевност, но книжевната вредност на представените дела е сепак многу висока. Меѓу нив има бестселери, книги според кои се снимени серии или значајни филмови, дела кои пленат со својата стилска и јазична свежина, но и многу други репрезентативни остварувања на современата светска книжевност, од кои некои се вистински ремек дела. Со тоа едицијата Светско книжевно богатство природно се надоврзува на резултатите на звездите. Освен книжевната вредност, овие две едиции моментално ја содржат и најпрочистената база на податоци за употребата на нашиот книжевен јазик, што ќе биде од голема помош при изработката на речници, толковни, правописни и други. За пофалба се владата на Република Македонија, како и Министерството за култура, поради нивната постојана грижа во Македонија да се испечатат што повеќе книги како највидлив показ на нашиот духовен хоризонт. Македонската култура, и кога се во прашање преводите, и кога е во прашање оригиналното творештво, не може да обстане сама на пазарот. Неизи е потребна помошта на државата. Државата е таа која најмногу треба се грижи и за македонскиот книжевен јазик. На промоцијата на новите наслови од едицијата Светско книжевно богатство присуствуваа министерот за финансии Кирил Миновски, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, како и автори, преведувачи, лектори и изведувачи.